Навистина ми е драго што и овие неколку дена сум во посета на проекти кои што покажуваат разлика во пристапот на владата. Не се сликав пред жални врби, не давав изјави пред нови скапи споменици, туку секој ден присуствувам на завршени, заокружени проекти кои што значат помош за економијата, за инвестициите, за поголем развој и за повисоки плати. Ово е навистина капитален проект и нашата влада од самиот почеток кажа дека сите инвестиции и сите пари ќе ги насочува така да се враќаат во економијата и да се враќаат кај граѓаните. Затоа нашата цел беше да инвестираме во патна инфраструктура, затоа нашата цел беше да инвестираме во училишта и болници, но рековме дека еден од нашите приоритети ќе бидат и инвестициите во енергетиката. Не заради тоа што сме во енергетски објект, туку заради тоа што знаеме дека енергетиката е столбот на развојот на економијата. Позади мене го гледате главниот производствен капацитет во Северна Македонија, РЕК Битола, кој што е столбот на нашето производство. Но сега Битола продолжува да се развива и како производствен, но и како преносен џин, кој што ќе ја врзува државата и со своите соседи, но ќе дава огромна шанса и за локалната економија и за создавањето на работни места токму во овој крај. Сакам да ви спомнам само 3 податока кои што ќе покажат зошто инвестициите во енергетика се важни и за државата, но и за сите нејзини граѓани. Факт број 1. Ако во претходните 11 години имавме вкупно 100% зголемување на цената на електричната енергија, во овие 3 години таа цена ја стабилизиравме и не дадовме да се мрдне. Со тоа ги штитевме буџетите и на фирмите, меѓутоа и буџетите на граѓаните. Факт број 2. Ја вративме ефтината тарифа на струјата, за која што чувме многу критики. Чувме дека е тоа невозможно, чувме дека тоа ќе го растури системот. Меѓутоа се виде дека оние кои што критикувале не сакале повеќе пари да останат кај граѓаните. И факт број 3. Во овие 3 години навистина инвестиравме во подобро и поголемо домашно производство. И само во последниве 2 години успеавме да извеземе електрична енергија во износ од 40 милиони евра, за кои што го помогнавме практично и домашното производство, ги помогнавме и сопствените економски показатели. Само МЕПСО во овие години влезе во голем инвестиционен проект со вложување од околу 90 милиони евра, со кои што ќе се подобри нашата преносна мрежа и со кои што ќе се поддржат и фирмите кои зависат од сигурно снабдување со електрична енергија. Благодарни сме како влада на поддршката која што ја даде ЕБРД, не само заради тоа што обезбеди средства, туку затоа што ни обезбеди сето тоа да го направиме во извонредно транспарентна постапка и во постапка која што привлече внимание од сериозни фирми присутни на регионалниот пазар. Ова е начинот на кој што ние сметаме дека државата треба да се развива. Да вложуваме таму каде што денарот или еврото ќе ни се врати многу повеќе пати. Овие работи остануваат. Денеска слушнав дека првата трафостаница била далечната 82-та, дедо ми претпоставувам бил овде. Денеска ми е навистина чест што можеме да кажеме дека секоја генерација може да остане нешто повеќе за следните кои што доаѓаат. Со вакви инвестиции, со капитални инвестиции, обезбедуваме навистина овој регион и особено Битола да се развива во центар кој што ќе биде не само туристички, туку ќе биде и производен и преносен центар. Ви благодарам.